Благодарам, председателе, почитувани колеги пратеници. Сега процедурално, токму заради ова законско решение кое што се предлага до Собранието, зашто сметам дека и таа собраниска процедура која што е востановена во однос на носењето на законското решение излегува од рамките на моделот и начинот на кој што е донесен законот за влада. Зошто? Прво, ова законско решение што се однесува на изборните циклуси за парламентарните избори е донесено врз основа на преговори помеѓу партиите, односно 4 најголеми партии во Собранието, со гаранција со Европската Унија и со Соединените Американски држави. Второ, ова законско решение, кога беше донесено и применливо за изборите во 2016 година, одредбите за таква преодна влада престанаа да важат веднаш после изборите во 2016 година. На барање на ВМРО-ДПМН и на тогашниот председател Мицковски, во 2018 година се донесе повторно истото законско решение, без ограничување за тоа кога ќе важи, односно со одредба во која што на ваше барање беше ставено дека до влезот на Македонија во Европска Унија. Значи, денеска овие ставови кои што вие ги изнесувате како причини за носење на законското решение се сосема нерелевантни или се ставови кои што директно ги побивате вашите барања и предлози кои што сте ги направиле во 2018 година. Трета работа е тоа што законот за влада е дел од рамката, односно од листата на закони за реформската агенда. Со тоа што денеска на брзина, по скратена постапка, наместо во редовна постапка, сака да донесете закон за влада, нема да можеме да ги исполниме тие критериуми за реформската агенда. Бидејќи реформската агенда предвидува, како и за другите законски решенија, изборниот законник, нов закон за нов кривичен законник, исто така и за нов закон за влада. Така да, мислам, нема потреба од никакво брзање во однос на носењето законско решение, да се вратиме на форматот на кој што разговараме за ова прашање за кое што практично на барање на вашиот председател тогаш е донесено законско решение кое што го имаме и со консензус со политичките партии и преку диалог внатре во Собранието да го вратиме. Благодарам.